А еве причина зошто треба да станете со нас и да не го менувате каналот. Денеска во сцена, отворено со Исидора Бјелица, за нејзината борба со ракот преку пишаниот збор, кој ги соши пеперминт. Дознайте до самиот крај. Започнуваме со вестите од шоу-бизнисот и од светот, а таму некаде ја имаме листата на мажи со најдобар стил, но и кралската фотографија на која има 4 генерации. Но и ќе да знаете како живее синот на Мадона. Слушајте внимателно. Well, you can tell everybody. Yeah, you can tell everybody. Go ahead and tell everybody. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Yes, I am, yes, I am. Джику ги избра мажите со најдобар стил во моментов. Машкото списание подготви листа со 13 припадници на постилниот пол кои во моментов го привлекуваат вниманието со нивниот изглед. Новото издание има 5 корици посветени на актерот Рајан Рейнолдс, раперот Дрейк, актерот Том Харди, раперот Фјучер и моделот Лаки Блу Смит. На листата се најде и премиерот на Канада Џастин Трудо, оскаровецот Еди Редмейн, пејачот Хари Стајлс и кошаркарот Расел Вестбург. 4 генерации од британското кралско семејство позираа заедно за фамилиарниот портрет непосредно пред 90-тиот роден ден на кралицата Елизабета II. На фотографијата објавена на профилот на Кенсингтонската палата на Твитер, принцовите Џорџ, Вилијам и Чарлс позираат со широка насмевка до најстариот монах во британската историја, кралицата Елизабета. Додека малиот Џорџ е облечен во комплет со кратки панталони од Рејчел Рајли. Фотографот Ранал Макишни ја имаше тешката задача да ја пронајде просторијата во која ќе биде направен портретот и да ги постави сите субјекти на речиси иста висина. Поштенските марки нема да се продаваат оделено, туку ќе се купуваат 4 заедно. Тоа е причината што Џорџ е поткачен на 4 блока. Уште 6 други марки беа пуштени во продажба, од кои 3 се фокусирани на семејниот живот на кралицата. А нешто предходно на 7-дневна турнеја низ Индија беа Кейт и принцот Вилијам, каде најмногу внимание привлекоа модните појавувања на војводката. Таа секој ден носеше различни парчиња облека, на која работеле околу 40 рачни дизајнери. По тој повод, магазинот Космополитен објави колку чинат најпривлечните изданија на војводката од Кембридж. Па нивната проценка е дека чинат повеќе од $50,000. Мадона и Гај Ричи подолго време водат војна за старателството на 15-годишниот син Роко и додека тие се зафатени со приватната битка, Роко беше фотографиран под еден мост во Лондон, како пуши цигари и пие алкохол. Тинејџерот изгледа како бездомник, а е во друштво на своите пријатели. Мадона на суд очигледно не успеала да докаже дека Гај Ричи не се грижи доволно добро за нивниот син, па затоа старателството на малолетниот Роко се уште е во рацете на популарниот режисер. Жената која имаме во продолжение важи за една од најхрабрите жени затоа што неколку пати досега го има победено карциномот. Таа е писателка, драматург, модна икона, но и поддршка за сите оние кои се во истата ситуација како и таа. Во продолжение разговараме со Исидора Бјелица. Го ужива приматот кралица на екстравагантноста, но и првата дама на Балканот која јавно проговори за незината здравствена состојба. Храбра жена која неколку пати победи во битката со карциномот. Исидора Бјелица, писателка, драматург, модна икона, преку пишаниот збор успеа да даде поддршка на сите оние кои се во иста состојба како и таа. При секое повторно враќање во Македонија, Бјелица посебно се радува. Pa hvala vam, odlično sam, zahvaljujući Acıbadem Sistini i Makedoniji koja je ispalo da je moja zemlja iscelenja na sve načine. Dakle, posle 12 zemalja koje sam prošla, eto, nađoh rešenja u Makedoniji. Uvek mislite tamo negde u Kini, u Indiji, Šrilanci su te odgovori. Međutim, eto, za mene Makedonija ispala zemlja rešenja, ozdravljenja, sreće. Преку незината книга напишана во 2006 година, Да се љуби и да се умре на Карибите, Исидора пренесува порака која вели: Никој не учи како да живееме, сите ние сме животни аматери,
но јас тоа го научив на најтежок можен начин. To je jako čudna knjiga. Ona je nastala 2006. godine kada sam ja, pošto televizija na kojoj sam radila, prestala da radi. Svi smo ostali bez posla. I znate kakvi su racionalni ljudi, oni kukaju, traže posao, a ja iracionalno sam zadnje pare potrošila da odem na Karibe. Rekao, misliću sutra, kao Scarlett O'Hara. I onda sam shvatila da brod na kom smo se našli u stvari je pun bolesnih ljudi koji su tu došli da pobegnu sa hemioterapija, zbog stentova, infarkta, koji su u stvari došli da umru. Ja sam bila tad jedina zdrava osoba na tom brodu. I kad sam se razbolela, kad sam počela čitam tu knjigu, ja sam se naježila. Jer je tu stvari bilo bukvalno prekognicije i pisanje o sebi u budućnosti. Кога ги пишуваше зборовите на страниците кои имаат мирис на свежо печатена хартија, Биелица всушност трагаше по тоа како тагата да ја претвори во среќа и признава: "Мојот центар за хумор е здрав." Ja sam odlazila svaki put na hemioterapiju kao da idem u operu. I onda je lepše i sestrama i meni. Onda su i druge pacijentkinje počele da se doteruju i frizuru i šminku, zato što tog trenutka prosto daješ sebi na snazi. I puštala sam sebi najbolje. Ja dođem pa stavim svoje ikonice, pa pustim Mariju Kalas, pa da kažem čitam neke prijatne stvari. Strašno je važno da radimo na tome, se dobro osjećamo. A žena naročito. Prvo na što žena pomisli, ja o hemioterapiji izgubit ću kosu. Danas postoje načini da ne morate da izgubite kosu. Против борбата со карциномот, Исидора се лекуваше со лекови кои не одат на рецепт, насмевката и љубовта. Moja velika potraga i kroz knjige sama i Voliti umreti na Karibima, kako u stvari da tugu i nesreću pretvorimo u sreću. Tu je humor ključni. Dok god možete da se smete, pa i na svoj račun. Ja sam zaista pravila fazone na svoj račun u najgorim trenucima. Tipa kažem, pazite, duša mi u nosu, ali nos mi je ogroman pa neću uskoro umreti. Ili kad sam rekla ovde doktorki, ona kaže, ja, pa vi imate desetine metastaze, ja kažem, da, ali doktorka nije napadnut centar u mozgu za humor, znači ja sam odlično. Специфичноста на нејзиниот аутфит не избледе и откако дозна дека боледува од канцер. Напротив, шеширот беше нејзин сопатник и кога за прв пат се соочи со хемотерапија. Znači, ja sam na neki način potpuno promenila, ajde da kažem, predrasude o tome kako izgleda kancer bolesnik. Ja kad sam u beogradskoj javnosti počela da se pojavljujem, izađem s hemioterapije, pa odem u kafanu, pa na sto, ili odem u operu, ili na modnu reviju, onda su oni rekli, pa čekaj, mi tako ne zamišljamo kancer bolesnika. Ja sam rekla, da, i mi imamo pravo na život. I ovo nije bila samo borba, da kažem, za goli život, nego je bila borba da se promeni status kancer bolesnika na Balkanu, jer ovde je bolest sramota. Искреност е незината главна карактеристика, која ја преточува во утешен пишан збор. Успеа да се избори дури 4 пати против канцерот и да ги сруши предрасудите кои ги има на Балканот за оние кои го поминуваат трнливиот пат против оваа болест. Исидора Биелица и со шешир на глава, горда и отворено зборува за битката од која излезе како победник. Иако во последниот период не беа толку многу активни на македонската музичка сцена, нивните хитови досега беа навистина слушани. А полетниот хит "Ич не ми се свиѓаш", Пеперминт ја имаат новата песна, но и видеозапис за истата. А јас во моментов ги имам Горан и Златко на линк. Дали се слушаме? Конекцијата може би е малку лоша. Добро, во тој случај јас ќе го најавам фуршпанот, но веднаш по него се враќаме заедно во друштво на Горан и на Златко. Денеска во сцена, отворено со Исидора Биелица, за нејзината борба со ракот преку пишаниот збор, кој ги соши Пеперминт. Дознайте до самиот крај. Да, како што кажав, јас во моментов ги имам на линк Горан и Златко. Исконтактиравме со режија, тие не чекаат моментално.
Исто така како што кажав, тие го имаат новиот спот и песна. Песната се вика Сошиен и од нив ќе да знаеме нешто повеќе за неа. Песнава Сошиен, да ти прво да ве поздравам. Здраво, што правите, добри сте. Добри сте, како сте? Песнава ја направивме супер сме, ние сме супер. Малце дува фучи тука, ама убаво е, тамане, супер. Песната Сошиен ја направивме за љубов, како што ги правиме и 99% од песните од Пеперминт. Оваа песна збори како што кога двајца луѓе ќе бидат заедно, стануваат едно тело, така исто мислам дека треба да отидат и на хирургија и да побараат од докторот да ги сошие со конец и да бидат до даска заедно и едно исто да бидат и да не може да се одвојат. Тоа е муабетот. Едно тело, две души. Горана, кажи ми дали Јана знае да шие? Како не, има и машина онаква Сингер. Сингер машина има и знае да шие, ама кога ќе биде мерак онака да си сошие некој прешивач на фармерки или нешто. Може би оваа песна е токму најава на нешто што може да очекуваме од вас во иднина. Може би некој албум. Да. Виж, ова е дел од четвртиот албум, што Пеперминт при крај више е, уште неколку, уште 2-3 песни планираме да ставиме и да го завршиме албумот. Така да, наредната песна ќе се вика Не знам кај ми е главата. Ете тоа, само за вас откриваме денеска ТВ Нова, паметно е да знае све унапред. Да, тоа со истиот стил како досега, односно малце хумористично, но сепак интересно да се слуша. Да, дефинитивно. Дефинитивно, знаеш како, смењето го продолжува животот. Така да, тоа што сме почнале да се изразам вулгарно, да го продаваме од почеток, глупо е сега, кога луѓето очекува да го купат тоа лижавче Пеперминт, ние сега да им го менуваме вкусот и да им го менуваме изгледот и бојата и така натаму. Ви благодарам, јас се извинувам што ве оставивме таму некаде на ветер да ве дува, но ви благодарам за тоа што бевте во денешната емисија на сцена. Тука, освен тоа што... Не, фала ти многу. Фала што ме викнавте. Тука, освен тоа што им кажувам чао на Горан и на Златко, кажувам чао на уште една сцена. Вие не го менувајте каналот, затоа што следуваат интересни информации. Се гледаме утре.